Особено ми е драго што вечерва сме присутни во Скопје и заеднички одбележуваме еден глобален настан, каде цела Европа, вклучувајќи и Република Северна Македонија, посветуваме огромно внимание на развој и унапредување на железничкиот сообраќај на целиот континент. Најпрво би сакал да упатам благодарност до Европската Унија, што ја вклучи Република Северна Македонија на ова иницијатива посветена на годината на железниците. Овој воз, како символ на поврзаност помеѓу земјите, сам по себе говори за нашата стратешка визија час поскоро да станеме полноправна членка на Европското семејство. Европскиот воз, што сакаме да го нарекуваме за нас, представува доказ за пријателство, доказ за одлична соработка, што имаме со нашите партнери од Европската Унија, за поддршката што ни овозможуваат во развојот и модернизацијата на целиот транспортен сектор. Република Северна Македонија е на природен крстопат помеѓу истокот и западот. Овде минуваат двата паневропски коридори, коридорот 10 и коридорот 8. Тоа ја става земјата во позиција каде представува значаен транзит во делот на транспортот на патници и стока. Од тие причини регионалното поврзување и модернизација на транспортната инфраструктура во земјата се на високо на агендата на владата. Јас денес присуствував во Белград, каде учествував на самитот посветен на развојот на железницата во земјите од Западен Балкан. Декларацијата и меморандумот кои што го подпишавме денеска во Белград со земјите од Западен Балкан во соработка со Европската Унија е само потврда за континуитетот на унапредувањето и модернизацијата на железницата како во нашата земја, така и во целиот регион. Ова е заеднички влог за сите нас, за економскиот раст и развој, за просперитетот на идните генерации. I'm really delighted to be here with you today. Welcome the arrival of the connecting EU Express train in Skopje. This event symbolizes the essence of connectivity, better links both within the Western Balkans and between the region and the EU. Connectivity is at the top of the European Union's agenda. We've been working on it for years on developing the trans-European transport networks, and our ambition is to have a single network that integrates the continent by land, sea and air. Such a network that connects people and markets. Transport is also a crucial element of the European Union's Green Deal, and the European Union has set ambitious climate goals of reducing transport emissions by 90% by 2050. The railway sector is well placed to having a leading role in reducing the impact of transport on the environment. With their potential to decrease CO2 emissions, trains can become the most energy-friendly mode of transport. And it's also symbolic that we are welcoming the connecting EU Express at Skopje railway station. The EU helped in its renovation, including improved access to the platforms that we are standing on at the moment. This was done in parallel with upgrading some 10 other stations in the country with a grant of 5.5 million euros. But the European Union support is not confined to this project. Transport has been high on our agenda and our priorities for North Macedonia for quite some time. More than 300 million euros have been spent through the Western Balkan Investment Framework for the sector since 2007. And so we've got good reason to celebrate 2021 as the European Year of Rail and to welcome the connecting EU Express here in Skopje. We need to create the conditions for ever greater use of rail and encourage ever more people all around Europe to use trains and to get better connected for a greener and sustainable transport future. Thank you very much. Добро вечер. Почитуван амбасадоре, господин Егер.
Ваши екселенции, почитуван министер Бочварски, почитуван директор Азизи, директоре Шле, дами и господа, драги колеги, огромно е задоволството вечерва да се присуствува на еден ваков настан на пристигнувањето на европскиот воз, кој преку својата активност ја покажа основната цел на Европската унија – поврзувањето и заедништвото. Посебно е задоволството главниот град на нашата држава, Скопје, да биде дел од една ваква манифестација и да биде дел на рутата на овој воз. Огромна е благодарноста не само од моје име, туку и од име на сите вас, до Европската унија што 2021 година ја прогласи за година на железниците. Со тоа всушност ја акцентираше важноста на железниците како стожерна темелна компанија во секоја држава. Ја акцентираше важноста на железниците како суштински дел од критичната инфраструктура, која е исклучително важна за секоја држава и за сите граѓани. Благодарноста по основ на сето ова е огромна. И цело време зборуваме за железници, меѓутоа сметам дека основното прашање кое треба да го поставиме, меѓутоа и да си дадеме одговор, е прашањето зошто баш железници. И сметам дека одговорите ги имаме пред сите нас и се многу едноставни. Затоа што железниците, железничкиот сообраќај се најефтиниот, најкраткиот и најбрзиот начин на поврзување. Затоа што само преку железничкиот сообраќај и железничкиот транспорт вие можете да пренесите повеќе од 1500 тони карго превоз во еден здив. Затоа што железничкиот сообраќај е најеколошкиот транспорт и на крај, а всушност најважно, затоа што преку железничкиот сообраќај сите ние ја зголемуваме и мобилноста и поврзаноста на сите граѓани. Сето ова е исклучително важно и затоа Европската унија 2021 година ја означи како година на железниците и сите ние со нашите активности придонесуваме во таа насока. Што сме направиле ние? Во последните 10 месеци ја интензивиравме работата поврзана со проектите генерално финансирани од страна на Европската унија, механизмите и институциите на Европската унија. Сето ова е причина за нашиот оптимизам, да бидеме сигурни дека првите две фази од источното крило на коридорот 8 кон Република Бугарија до Крива Паланка во должина од 65 километри ќе биде завршена како тендерска процедура до крајот на оваа година, а со реализација ќе почнеме во пролетта 2022 година. Сето ова е причина да бидеме оптимисти дека во тек на 2022 година ќе имаме избран изведувач за третата, најтешката, најсложената делница, најкратката, но во исто време најсложената делница, во должина од 24 километри, меѓутоа делница составена дизајнерски, проектантски од 50 тунели и 50 мостови и 24 тунели. Тоа само по себе подразбира дека на таа делница на секој километар ќе имаме по еден тунел и два моста. Ова е огромен и инженерски, и градителски, меѓутоа и организационен предизвик и за македонски железници, меѓутоа и за целата држава во целост. Плановите се поврзани со западното крило на коридорот 8 кон Република Албанија. Тука се отворените прашања кои ги имаме со критериумите на УНЕСКО, меѓутоа сите нив се обидуваме да ги разрешиме. За да реализираме едни вакви големи проекти, еден од основните предуслови е регионалната соработка.
Баш во Коридорот 8 сме најдобриот пример на регионална соработка со колегите од бугарски, македонски и албански железници. Во јули месец оваа година го потпишавме трилатералниот меморандум во кој ги отворивме не прашањата, ги отворивме начинот на решавање на сите отворени прашања во насока на побрза реализација. До крајот на овој месец, септември, ќе имаме нов трилатерален состанок во Поградец, Република Албанија, поврзан со решавање на прашањата отворени од страна на УНЕСКО. И сето ова е само една добра причина како со колегите Папукчијски од Бугарија и Дурмиши од Албанија покажуваме начин на вистинска висока соработка не само на корпоративно ниво, туку и спрема политичарите. Како преку ваков начин убедени сме дека сите заедно можеме да ги исполниме критериумите и за членство во Европската Унија и одење напред на сите нас заедно. За крај, би сакал во оваа насока да спомнам дека македонски железници се подготвуваат последните 2 години, 2023 година, да го прослават најзначајниот корпорацијски јубилеј во оваа држава, како институција со најдолг стаж, 150 години од формирањето на македонски железници во далечната 1873 година. Убеден сум дека во следните 2 години, не само со напредокот, туку и со завршените проекти, ние ќе имаме вистинска причина и за радување, меѓутоа и за славење и за продолжување понатаму. Сето тоа со нашите пријатели од Европската Унија. Ви благодарам.